Тргаме во здравствена офанзива. Доктор Митов, добро утро. Добро утро. Се извинувам за ова мало, како да кажам, поместување на терминот. Моравме да влеземе со некои други содржини. Знаете како е, министри и председатели, заменици го да влади гостуваат. Нивните термини се такви какви што се. Јасно е. Јасно ви и вам. Се надам дека и нашите гледачи тоа ќе го разберат. Денеска се договаравме да разговараме за една тема која што е практично практична тема, а тоа е колку целиот наш живот и особено на што го јадеме, нашата исхрана, навиките и така натаму врзани за тоа, се врзани за подрачјето во кое живееме. Бидејќи светот се глобализираше, вие де факто можете да купите лосос од не знам кое море изваден пред 24 часа и да купите зачин или не знам месо кое што доаѓа од Бразил до овдека. Но сепак, како е врзано нашето здравје со локалната понуда? Знаете како, ова прашање што го отвараме има две димензии. Едната димензија е оваа практичната, која што ја кажувате и која што треба да ни даде нели конкретен одговор, која што треба да ни презентира на таа дилема прецизен одговор што треба да правиме. Но ќе се вратам еден чекор поназад. Тоа укажува на таа парадигма на што одбираме да веруваме во случај кога имаме две спротиставени страни, па така ќе дојдеме и до одговорот. Бидејќи ние се повеќе денеска имаме избор помеѓу така наречени интуитивни научни факти, кои што ни делуваат логично, и такви кои што не ни делуваат баш логично. И тука е прашањето како човек ќе постапи. И после оваа увертира, да одговорам на вашето прашање, тука и оваа ситуација, нам ни делува дека е пологично да јадеме нешто кое што можеме да го видиме како расте, кое што е нели околу нас. Меѓутоа, научна студија по научна студија по научна студија нема докажано тој момент дека ако нешто непосредно расте во нашето подрачје, во нашето поднебје, нели како што велиме, дека тоа е експлицитно поврзано со нашите гени на еден или на друг начин и заради тоа е доминантно во однос на сите останати. Има низа предности, да речеме, еколошки, економски, здравствени уште не можеме да најдеме на тоа, но има такви причини кои што ни укажуваат дека локалното хранење е позитивно од X аспекти. Но ние не сме докажале, например, дека едно битие како што сме ние на медитеранско или полумедитеранско, дека ако јаде банани, ќе има проблем. Така, значи, нели, банани не растат кај нас. Сакате да кажете дека можам да продолжувам да нарачувам салата со авокадо? Можете, секако, да, секако. Да ја забравете. Па не знам дали да рачувате баш салата со авокадо. Да, ама мора да има и пршут, затре и некои други работи. Со пршут ви верувам сега ви верувам. Добро. Знаете како? Еве, например, сега некој ќе каже има одбивност према, да речеме, еве, авокадото. Пример. Или чија, или киноа, или што и да му делува ново. Но, еве да ги земеме, например, доматите. Нели сега доматите важат за тој архетип на македонска салата, нели, домати, кој што оди со се или пак да речеме гравот, нели, македонско јадење, имали поголемо јадење од гравче тавче, нели, познати сме во регионот по тоа. И едното и другото се донесени од Јужна и Средна Америка. И гравот, и доматите. Значи, поминале 100, 200, 300 години кога зеле, да речеме, некакво присуство во однос на нашата свест и начинот на одгледување. Но тоа е една секунда во однос на гените. Не можеме да речеме дека... Да, сакам да ве прашам, еден од тие продукти кои што често ми се мотаат низ глава, што се вели бидејќи кога се разговара, е сојата. Сојата е нешто што е карактеристично за нас, има смисла да се конзумира, здрава е, не е здрава, бидејќи гледам дека има цели диети кои што се базираат во известна смисла врз сојата. Знаете како, ние моментално, нашето општество ја има земено сојата во немилост. Моментално сојата кај нас, ако земете да... Имаше еден период кога беше доста популарна. Да. И не знам што се случи потоа. Сега сојата спаѓа во неомилените или дури да не речам озлогласените производи. Ние при тоа не сме свесни, например, дека една кинеска цивилизација или јапонска цивилизација и сите таму од далечниот исток
векови назад, милениуми да не речам, ја имаат сојата во јадењето како што ние ја имаме пченицата. И не е дека таму паѓаат болни по улица заради тоа што јадат соја, туку едноставно станува збор за сосема нормален начин на исхрана. Сакам да речем дека иако за сојата се истроши многу енергија, очигледно за да се оцрни, бидејќи она дојде како добра алтернатива на месото, па почна да загрозува местни индустрии и така натаму, немаме основ за да ја оцрниме и покрај сите ризици од така наречени ГМО опасности и сите тие кои што постојат тука, нели, прашалници би рекол повеќе, недојаснети работи, сепак и сојата, иако кај нас е толку озлогласена во овој момент, не можеме да ја наречеме нездрава храна. Не можеме да ја сврстиме во ризичните храни. Тоа е тоа за кое што зборувам и воведот ми беше во тој дел. Просто се создава некоја емоција, некој дојам, некој впечаток за некоја храна и сега ако се создаде некој генерално неубав впечаток, крај, завршуваат научните дебати. Може би и во политиката е така. Една од моите стрини на времето кога руколата стана многу модерна, тоа е сепак не повеќе од 20 на години, ако добро ме држи памтењето, можда во 90-тите, викаше, бе синко, ние со оваа треба ја ги храневме магарињата, сега гледам дека е многу модерна, на пазар се купува за салата од рукола. Добро, го свати вашиот цинизам со кој што ја проследивте мојата намера да јадам авокадо и пршута во иста салата. Што се случува кога мешаме протеини и јаглехидрати? Има ли во тоа некаква, да кажем, голем греф и неприфатливост? Нема. Значи, тоа е уште една од тие под наводници интуитивни вистини, кога не, да се мешаат јаглехидрати и протеини, тоа не е добро. Нема врска од научна гледна точка. Зошто? Заради тоа што вие земете било која целосна храна. Например, земете едно зрно граф. Во тоа зрно граф, вие ќе најдете и протеини, односно аминокиселини. Ќе најдете и јаглехидрати, ќе најдете една мешавина на се и на се што. И сега кога јадеме граф на шо сме, на протеини или на јаглехидрати, ние не можеме да плюкнеме дел од тоа што не ни одговара. Тоа се вештачки трендови наметнувани, дека сега јас ќе јадам само месо и салата. И сега тоа делува како чисто на совеста, нели, демек чим јадеме месо ама со салата, сега не е толку лошо веќе. Сега ја оправивме работата од тие месо со салата. Доктор Митов, да. Забележувам дека како и во сите други, да кажем, јавни дебати, и меѓу нутриционистите и меѓу луѓето кои советуваат здрав живот и така натаму, има одреден догматизам. Има луѓе кои што се држат само до одредени, не знам, диета која е базирана само на јаглехидрати, не знам, други тврдат дека не знам што и така натаму. Еве да ве прашам, има ли врска крвната група во однос на тоа што јадеме? Бидејќи и за тоа има, ако прочешлате на интернет, кој знае што ќе извадите позитивни, вакви, негативни, А, Б? Беше, во право сте. Да, беше популарна доста. И како што беше толку популарна, со еднаква жестина би рекол, научниот свет ја отврли како целосно неоснована. Дека начинот на исхрана е целосно неповрзан со крвната група. И ни треба, после, знаете како лесно е да се пушти некоја невистина и да се прошири, а после ќе изгубите многу време дури да ја оправите работата, додека да му објасните на населението дека тоа не е точно и дека обратното е точно. Дека нема никаква врска помеѓу крвната група и начинот на исхрана. Но, добро заприметивте, тие догматизми се за жал изворедно присутни во нешто што би требало да биде наука. А кај што има научен пристап, не може да има догматизам. Зошто? Заради тоа што ние, ако научните докази денес ни кажуваат едно и ние врз основа на нив го прифаќаме, може би за 3 дена ќе излезе научна студија која што ќе го порекне тоа на добар начин, на издржан начин, и ние ќе бидеме приморани да го промениме својот став и да ги прифатиме најновите докази. Нема држење ко слеп за стап по однос на тоа што било пред 5, пред 10, пред 15 години. Тоа на некои луѓе им делува како неконзистентност. Не е неконзистентност. Или го користат како навидна слабост на науката, па да речат, ајде, јајцата беа здрави, па јајцата беа нездрави, па сега слушаме. Пак се... Ние во научниот свет просто мораме и единствениот начин добро да пристапиме е ако дозволиме да си го менуваме ставот со
со оглед на фактите кои што биваат презентирани пред нас. Може ли директно да ве прашам, бидејќи имам колешка во екипата која го работи утрински брифинг, која што е веганка. Што мислите вие за тоа движење во исхраната? Тоа може да биде одличен начин на исхрана само ако биде добро организирано. Што значи тоа? Например, не може луѓе да го базираат својот начин на исхрана само врз основа на тоа што ќе isfрлиме. Тоа е погрешен пристап. А многу пати луѓе кои што влегуваат во овој начин на исхрана честопати не навлегувам, не судам, заради етички причини како што сакаат да речат или XY други идеологии, одбиваат да прифатат дека ако веќе го извадите месото и ги извадите млечните производи во ред, но морате да размислите за тоа на кој начин ќе направите субституција на одредени работи. Ајде, протеините не се толку проблематични иако се наизвикани. Меѓутоа, калциумот колку ќе биде внесен и колку нема да биде внесен, тука ќе бара малку да земете молив и лист хартија и да пресметате колку калциум ќе внесете, ако веќе ги тргнете нив. Второ, цинкот. Исто така ќе морате да направите одредена математика од каде ќе внесете доволно цинк, земајќи предвид дека сте ги isfрлиле месото и млечните производи. Дали е добра замена да се пијат апчиња за сите овие витамински апчиња? Ке мораат. Не е да ментола, ама ќе пијам апчиња. Дали е тоа паметно конечно да замениме исхраната со апчиња, може би е тоа и не знам прифатливо, што ви не видете, единственото апче за кое што ќе мора да речеме да прифатат во таа ситуација е B12. Значи тоа е тој витамин кој што апсолутно нема избор, тука нема ни дебата, научниот консензус е до 100% донесен. Дојде ли човек до одлука да се храни на таков начин, нема проблем. Тој начин на исхрана има многу бенефити. Не смееме да го порекнеме, тоа има многу докажени придобивки. Но B12, например, ќе мораме да земаме. Сите други работи што ги спомнав, има начин како да ги земеме од исхраната со добро планирање. И цинк, и калциум, и протеините, и омега масните киселини, тие се главните да речам во тој начин на исхрана, но B12 просто немате начин да го земете во природата, освен ако не користите месо, тогаш одите кон таблети за B12 и честопати за жал сум гледал дури многу сериозно нарушено здраве кај луѓе кои што одбиле да зимаат таблети бидејќи таблетите им делувале вештачки или инекции B12. И во рокот неколку години, бидејќи тој проблем не се гледа веднаш, ако, например, сега решите нема за 3 месеци да го имате, резервите за B12 траат подолго и заспиваат на тоа уво, мислејќи, поминаа 4-5-6 месеци, јас супер се чувствувам, нема да има проблем. На втората, на третата година, од конзистентно следење на таков начин на исхрана, ако не се зема B12, проблемот ќе се јави. Добро, доктор Митов, ако смеам тогаш да заклучам, се враќаме на старите антички принципи дека всушност умереноста е најважната работа во животот. Конечно и кога конзумираме и здрави и нездрави работи, добро е, барем кај нездравиве, да бидеме поумерени. Има веројатно таа филозофија сепак е не случајно уште во антиката па до денеска се провлекува. Умереноста е важна работа во се ова што го разговараме. Важна е и човек мора малку да се едуцира што значи умерено во однос на начинот на исхрана, заради тоа што за човек кој што например јадел месо буквално секој ден или 2 пати на ден, има такви случаи кај нас, он ќе помисли дека малку да намали дека тоа е умерено. Така што има тука малку потреба да се едуцираме што значи умерено, но да, се согласувам со вас, умереноста не може да ни наштети ако знаеме добро да ја дефинираме. Еве, јас ќе ја дефинирам умереноста на овој наш телевизиско-радијско платформски термин 10 часот и 40 минути. Мислам дека ја исполнивме мерката за умерена дискусија со доктор Митов. Доктор Митов, јас следниот пат честам кој ќе се видиме, кој ќе овозможат корона условите, вие ќе го јадете авокадото, ја ќе си јавам да ми оваа пршутава, па ќе видиме на крај како ќе излезе тој умерен рецепт. Договорени сме. Благодарам и за денеска. Се гледаме, се разбира, следната среда.